Јајвар до светски. Значи не може тоа. Повремено паче и летна манџа. Не може. Затоа нема потреба да ги критикуваме нашите спортисти, затоа што навистина им е многу тешко колку и да се талентирани. Тоа е работа што со децении се провлекува во нашиот спорт. Големите успеси во спортот подразбираат големи вложувања пари, ова секој човек го знае. Што мислите? Словенија како дојде со 90 спортисти на Олимпијадата у Париз? Тамо во спортот многу се вложува. Јас знам дека сегашниот министер за спорт Борко, што ми е добар пријател, го разбира се во ова и знам дека ќе направи се да го крене македонскиот спорт на многу повисоко ниво, затоа што знае, играл во големи клубови, имал успеси, играл во други западни држави и знае како треба. Се надевам дека има и тим околу него што исто така го разбира. Ова како пропагаат нашите таленти, ќе ви кажам само еден малку пример. Чунга, ти се извинувам што не те прашав дали да го објавам ова, но приказната ми од тебе. Со Чунга, нашиот бивши фудбалер Горан Петревски, кој што ден денес е тренер, едно време игравме заедно фудбал, кратко време, во Цементара, предходно малце и во работнички бевме, но многу малце. После тој дојде во Цементара. Еве ви го примерот, ова е приказна од него што сум ја слушнал. Кога беше тренер во еден друг клуб на деца. Сега мислам дека е во Вардар, но порано во еден друг клуб беше. Вика, доаѓа едно ромче од Шутка на прв тренинг. Го гледам, вика, Меси. Меси, значи роден фудбалер. 1, 2, 3 тренинга престана да доаѓа. Со тоа другарчето со кој што доаѓаше, му викам, вика, кај вика овој? Вика, мора да, вика, татко му не го пушта, мора со него да работи, пластични шишиња да собира. Вика, отидов се видов со татком, вика, мора да работи, вика, не можеме да преживееме. Не се секире, му рекол, немаме, вика, пари да плаќаме за тренинзи, не се секире, му рекол, Чунга, ја ќе плаќам. Арно, ама се дознало дека му плаќа на малиот и го викнале од управата. Рекле, не може така, се бунат родители на други деца, зашто ти да тренер да плаќа заедно за другите, да не плаќа, други да плаќа. Ме разбирате приказната. Значи, спортот кај нас стана, како да ви кажам, можност само за оние кои што можат да вложуваат во своите деца. Се зависи од спортот. У скијање вложуваш многу поише, у тенис вложуваш најмногу. И кај сакате тука таленти да барате? Може некој дете што тамо, што се вика, расте по улици, 10 пати поталентиран од било кој друг за било кој спорт, ама нема никогаш да дознае. Или ако дознае, нема да може, нели, да направи чекор да успе во животот. Кај нас сите таленти пропагаат негде на 14-15 години, затоа што нема кој да ги преземе. Ако има среќа да има човек покрај него, што у право време ќе го предаде на прав човек, на право место, да го однесе во прав клуб, во вистинско време, кога треба да почне на вистина да се развива со сите соодветни услови, можности да стане еден ден врвен играч, тоа дете ќе успее. Таков пример е Нено Димитриевич, да знамо, буквално од дете кој играше у Јуниор Монте баскет лигата. Јас тогаш коментирав на Телма, ги коментирав тие утакмици, мислам дека тогаш тоа идеше. Но имаше среќа Нено што татко му, нели, знаеме сите, Саша Димитриевич, феноменален тренер. Во вистинско време Нено кој имаше 14 години, не однесе на турнир, го презема после Кувентут и Нено Димитриевич стана она што е денес. Така што кај нас многу спортисти
пропаѓаат токму на таа возраст талентирани што се затоа што нема кој да ги лансира, а овде нема можности за таква работа создадена. Затоа Малиов, кој што сите го фативте на пик, што пливаше на Олимписките игри, значи, тоа треба да биде лекција не за Малиот, тој е супер талентиран дечко. Треба да биде лекција за нашите луѓе овдека како да создадат услови во наредниот период, затоа што дечкото има 16 години, како од него да направат врвен пливач, формата да му ја зголема двојно, тројно повеќе од сега што е денес и нормално резултатите после тоа ќе дојдат. Така што Борко и сите околу него и цела држава, ако сакаме да имаме првен спорт, мора да имаат слух и знаење и умење и пред се желба и волја. А јас знам дека Борко има голема волја да направи од Македонија на некој начин спортска сила колку и да сме мали. Вчера исто така се чув со уште еден мој пријател од младоста со кого што исто играв малце фудбал во младенци во Работнички, Ванчо Мицевски. Исто така познат фудбалер кој што имаше интернационална кариера, играше во Пареген, во Унион Берлин, после во Силекс, Пелиста, таму остана, сега е толчено со години Грча, која се чух и на Питолски, онака ми ми збореше. Исто и Мице, да кажем, го внесе Пелистар во прва лига, значи има голема желба на Питола да и создаде еден респектабилен фудбалски клуб, да го врати Пелистар не само на нивото што бил пред, не знам, 15-20 години и повеќе, но сака многу повеќе на желба. И пред се пак тука треба, еве конкретно за фудбалот, државата мора да застане, значи Битола мора да добие респектабилен стадион, фудбалска арена. Самата општина тоа не може да го направи. Ги гледаме какви се стадионите во Србија, дури во втора лига, тоа е како да играш во Англија, второлигашки на клубови Србија имаат, како да ви кажам, стадиончиња бомбони направени. Да не зборам за прилеп во фудбалска смисла за Струмица, кој што порано било тоа извор стерна на таленти. Да не зборам за другите спортови, да не зборам, еве одбојка скоро паднав у шок. Ајде. 15 години државен репрезентативец на Европското првенство и тука и претходно има учествувано одбојкар 15 години државен репрезентативец. Значи не може одбојкарите да живеат од 20 евра дневница кога одат на гостување. Тако работи како пожарникар, така заработува за живот, а државен репрезентативец во одбојка. Значи мораат понекогаш дури да бараат работа, да го пушта, да може да оди на припреми на такви работи. За оваа работа разговарав баш еднаш, викам, вистина ли ова, мислам, немам потреба мене Тарко да ме лаже, знам дека ми збори вистина, ама разговарав и со преславениот наш одбојкар Александар Тасевски. Скоро исто беше да таа вика вистина е, човече, и одбојка вика ништо не се вложи. И па како сакаме бе луѓе, тие одбојкари што земаат 20 евра дневница само, тоа име хонорар, премија, награда, све кога идат на гостување. И тие такви отишле на Европско првенство еднаш два пати. Како да ви кажам, па ја му реков на Дарко, викам, па вие кои ќе отидете на следно Европско, треба да старт пред да почне Европското да ви дадат златна медала да ви дадат. Значи ова е луда работа што го зборам. И уште ние сите викаме и кукаме и цвилиме зашто немаме врвни спортисти, а сме излегле фактички од еден котел заеднички како Словенија, Хрватска, Србија. Разбират, ама тие успеа да го задржат како да кажам, нивото на развој на таленти, на развој на врвни спортисти од времето на Југославија, но сватија дека за тоа треба новото време, треба многу вложување, многу пари. И они го кренаа нивото. А
А ние бараме, како да ви кажам, со гол гъс риба да фаќаме. Не може едноставно. Затоа ви кажав сега неколку примери, односно ми текна во моментот. Затоа немојте да ги критикувате, да ги ставате на пик нашите спортисти. Пак ќе се вратам на почеток. Значи не може со леп јајвар ти да станеш, на леп јајвар да станеш голем спортист. Едноставно тоа не може, нити било, нити ќе биде. И посакувам на сите вас, мои пријатели, бивши соиграчи, сегашни функционери, Борко, ти, сите останати, подадете си рака, видете се, здружете се, направите форум, состанок, како сакате кажете до тоа, и најдете заеднички јазик, најдете идејно решение како да се создаде во Македонија механизам за создавање на врвни спортисти за постигнување врвни резултати.